Добро вечер. Започнуваме со новото издание на Неделна хроника. Во следните 30 минути ќе се подсетиме на неколку главни случувања од неделата што измина, а ќе го проследиме и разговорот што го снимивме во општина Газибаба со Емилија Ѓурчиновска-Матевска и специјалист доктор по семејна медицина Даниела Марковска. А разговараме на тема за репродуктивното здравје и неговите предизвици под влијание на современиот живот. Интервјуто ќе го погледнеме малку подоцна, а во следните неколку минути ќе се подсетиме на тримери. Можеби некој знае или можеби некој и не знае, но тримери се нарекува третиот ден по прочка и трет ден од почетокот на големите великденски пости. А детите, како што е редот, се пренесуваат од поколение на поколение низ вековите, а во делови од Македонија, посебно во Струмичкиот регион, празникот обстојувал до ден денешен. Денеска е тримери, трет ден по прочка и трет ден од почетокот на големите великденски пости. Денеска е женски празник, посветен на мајките, ќерките, на новите поколенија. Тримери со тоа име постои официјално, ама секоја жена знае за што станува збор. А детите, како што е редот, се пренесуваат од поколение на поколение, низ вековите. А во делови од Македонија, посебно во Струмичкиот регион, празникот обстојал и до ден денешен. Како што е редот, на гости на тримери се доаѓа со подарок. Пожелно е да се донесе боза, овошје, посен специјалитет. На трапезата има од се по нешто посно. Главно посно гравче и сарма, овошје, пред се портокали, потоа боза, посебно за доилките, да имаат млеко за бебињата, зелник, благи работи, кравајчиња. Посебно место има и пченицата со конопни зрна. Атмосферата на овие собиранки е весела и распејана. А зошто се слави и зошто жилаво се одржал низ вековите до денешно време овој празник? Домакинката, мајка на младата невеста или на армасаната девојка, по правило држала тримери. Тоа значи од полноќ на прочка, кога почнуваат постите, 3 дена ниту јадела, ниту пиела. А детите за тримери се пренесувале од баба на мајка, од мајка на ќерка. На тримери адете младите невести, што туку влезани во брак, и армасаните девојки, да одат на гости на покана од мајките. Што туку мажените или што туку армасаните мора да бидат благословени од мајките, да имаат добар брачен живот, да им пренесат совети како да ги почитуваат бракот, сопругот и семејството, а наскоро и како да се однесуваат со својата рожба. Директорот на Институтот за фолклор Зоран Чомалинов вели дека тримерите се убава символика на македонската традиција, која за жал веќе е во изумирање. Токму затоа, потенцира Малинов, добро е преку вакви емисии да се потсетиме на македонскиот фолклор и на животот на македонците во минатото. Иако не се исклучени и примери во кои и денеска се празнуваат тримери. Најчесто овој обичај го практикувале девојките подготвени за мажење, значи некаде возраст од 16, 17, 18 до 20 на години, зависи кој на колку години се мажела. Ништо не ставале во уста, дури сум среќавал информаторки кои што напоменуваат дека дури устата ќе испука од недостаток на вода, од дехидрација, да речеме, и со тешки последици, но биле упорни, бидејќи ова тримерење, овој 3-дневен пост со тотална абстиненција од храна, па и од течности, го зацврстува духот, според нивното кажување, значи обстојувале во својата упорност и вообичаено се тримерело неколку години поред, значи не само еднаш во живот. Колку што сум запознат од теренските истражувања, значи, иако на некој начин имаме обновување на обичајната традиција што е практикувале некогаш нашите дедовци и баби, сепак постите великденски се практикуваат, но многу ретко, барем јас не сум сретнал кај помладите генерации, тоа да биде во вид на тримерење, значи 3-дневен тотален пост. Традицијата нели има едни норми, но современието се прилагодува на современите текови и тешко дека овој обичај би се вклопил во денешните текови, бидејќи например девојките едно време не оделе на работа, не оделе на училиште, на факултет. Денес ако тримера 3 дена би им се слошило и
тешко дека би го издржале сето тоа. Пораката за прославата на Тримери е едноставна. Љубов, среќа за младите и успех во животот. Во денешно време, уште повеќе се чини ни е потребен Тримери, за мир и слога во домот. А ако е умешна жената како столб на семејството и на домот, спокојството и среќата сами ќе си дојдат. Во петокот на сцената на Драмскиот театар се одржа представата Како да се ограби банка, во режија на Иван Манасковски. Оваа представа зборува за комичноста на луѓето кои ќе се најдат во комплицирани ситуации. Повеќе детали околу представата беа изнесени на пресконференцијата која се одржа пред почетокот на оваа представа. Во петок, на 23 февруари во 20 часот на сцената на Драмски театар премиерно ќе биде изведена представата Како да се ограби банка, во режија на Иван Манасковски. Оваа представа, која е прво режисерско дело на Иван Манасковски, најде на голем интерес, а тоа го покажува фактот што и предпремиерата и премиерата, а и репризата од представата се веќе распродадени. Представата Како да се ограби банка зборува за комичноста на луѓето кои ќе се најдат во комплицирани ситуации. Направивме нешто на кое што сум особено горд, затоа што мислам дека гледачите кои што ќе дојдат да гледаат ќе видат една квалитетна представа пред се, за која што нема да зажалат и ќе се забавуваат. Ќе кажам само дека Драмски добива една представа која што ќе се надеваме дека ќе ја врати публиката во седиштата во Драмски и дека повторно ќе има еден убав збор, една убава мисла кога ќе се спомне Драмскиот театар, нешто што беше подзаборавено во минатото. Ова е представа која што навистина нема да ги остави луѓето, публиката рамнодушни. Тоа е една феноменална комедија на ситуации. Една крајно сиромашна фамилија изгубена во една заедница се решава на ваков екстремен чекор да ограби банка само за да се спаси од сиромаштијата. Во представата станува збор за сиромашно семејство кое за својата екзистенција ќе се реши да ограби банка. Но тоа, иако изгледа многу едноставно, ќе излезат многу непланирани проблеми. Актерот Лазе Манасковски ја игра улогата на Раде Кепевски, глава на семејството Кепевски, чија главна особина е снаодливоста. Покрај Лазе, актерската екипа ја сочинуваат Марија Кундовска, Гоце Тодоровски, Симон Манасковски, Катерина Шехтанска-Лаковска, Калина Наумовска и Игор Георгиев. Што се однесува до самиот проект, тоа е интересна комедија на ситуации, каде што имавме среќа да работиме со нашиот голем познавач на комедија Гоце Тодоровски, кој навистина тој жанр му е, како да кажам, во крв. Драго ми е што има фубава соработка со режисерот Иван, кој му е прва представа и се стафатил со еден од најтешките жанрови во театарот, тоа е комедијата. Сите мислат дека комедијата е нешто лесна работа, всушност е најтешка за играње комедијата. Самиот ова продажбата на картите, само од името на представата се случува, а замислете кој ќе почне да доаѓа да ја гледат и кој ќе почне да се раскажува представата, тоа ќе биде една геометриска прогресија. Се уште остануваме со теми од културата. Во Кинотека на Македонија беше промовиран дигитализираниот филмски опус и DVD изданието на доајенот на македонската кинематографија Бранко Гапо. Проектот за дигитализација на режисерскиот опус на Гапо ги опфаќа играните филмови Денови на искушение, Време без војна, Истрел, Најдолгиот пат, Време води и Македонската сага. Управата за заштита на културното наследство и Кинотеката на Македонија денеска организираа специјална презентација и промоција на дигитализираниот филмски опус и DVD изданието на доајенот на македонската кинематографија Бранко Гапо. Проектот за дигитализација на режисерскиот опус на доајенот на македонската кинематографија Бранко Гапо ги опфаќа играните филмови Денови на искушение, Време без војна, Истрел, Најдолгиот пат, Време води и Македонска сага. Филмовите се дигитализирани во Хрватска, во Визија.
се работи за дигитализација која што започна пред 2 години и завршена на крајот од ланската година. Имаме значи 2 фази во секоја дигитализација, тоа е дигиталната реставрација на филмовите и објавувањето на една комерцијална овака во смисла на популаризација значи на филмскиот опус. Имаме објавено DVD, односно Digipak од 6 дискови. Тоа е оваа едиција во која што се вклучени сите 6 играни филмови на досега, значи се уште најплодниот македонски филмски автор со 6 играни филмови. Во рамки на долгогодишниот проект на Кинотеката на Македонија, дигитализацијата и дигиталната реставрација на аудиовизуелното наследство, почнувајќи од 2011 година, досега дигитално се реставрирани и дигитализирани филмскиот опус на браќата Манаки и документарниот филм Македонија во слики 1923 на Арсени Јовков, кои согласно Законот за заштита на културното наследство се прогласени за културно наследство од исклучително значење. Дигитализирани се и опусите на режисерите Сторе Попов, Љубиша Георгиевски и Милчо Манчевски, филмовите Татко, Кулнати сме Ирина на Коле Ангеловски, Хајфај на Владимир Блажевски и Жид на Димитрije Усманли, односно вкупно 15 играни филмови, 4 документарни и 2 краткометражни играни филма. Ние во текот на годината, во рамките на годината на културното наследство, ќе се обидеме да ја приближиме оваа сфера, аудиовизуелната сфера, повеќе до младата генерација, така што планираме во текот на првата половина од годината да организираме промоција на филмови од браќата Манаки за средношколската младина, а исто така планираме да организираме и за студентите една работилница која што ќе стане збор за естетиката во дигитализацијата, која што ќе биде проследена со филм од Арсени Јовков 1923 година и двете личности, односно групи на личности, и браќата Манаки, Арсени Јовков и нивниот опус представуваат културно наследство од исклучително значење за Република Македонија, така што овој сегмент на културното наследство ќе биде застапен во нашата програма. На Универзитетот ЕФТА се одржа трибина за македонската литература за деца и млади, а своje излагање имаа повеќе македонски автори. Авторите се едногласни дека литературата за деца и млади во Македонија во последно време е потисната. Според нив треба промени и враќање на книжевните списанија за деца, затоа што читателската публика се создава уште од мали нозе, како што велат тие. Трибина посветена на македонската литература за деца и млади, на која се зборуваше за состојбата со македонската литература за деца и млади, за темите и мотивите, поврзаноста со уметноста, творечката и креативната обнова, фестивалите и манифестациите, недоволната критичка мисла, афирмацијата и презентацијата. Денеска се одржа на Универзитетот ЕФТА. На трибината свој излагање имаа повеќе македонски автори кои се едногласни дека литературата за деца и млади во последно време е поттурната, а ако не се посвети внимание на децата, ќе се изгубат како читатели. Тие сметаат дека автори за детска литература има, но нема каде да се пласираат книгите. Затоа треба да се направи сериозна ревизија на лектирите и повторно да има книжевни списанија за деца, каде што би се промовирале авторите и новите дела. Весна Мојсова Чепишевска во своето излагање говореше за нови теми во литературата и за теми за модерното дете. Најголемиот проблем е тоа што, како што кажа и некој излагачи денеска, е дека во литературата за деца како да е тотално поттурната, а не смееме да заборавиме дека децата се идните граѓани на ова општество, идните читатели, не само читатели туку, и оние кои што ќе градат иднината така. Така што ако ние не им посветиме вистинско внимание и не ги насочиме во вистински правец по однос на тоа што и како да читаат. Моето размислување беше дали може да зборуваме за некакви нови теми во литературата за деца, затоа што ние мораме да го следиме развојот на детето. Детето што е денешното дете, ова дете на 21. век не е исто од детето во минатиот век. Значи ова дете сака некои нови теми, сака некои нови возбуди и нормално
и нови книги. Според писателот Васил Тоциновски, книжевните списанија се барометар за книжевноста и мора повторно да се вратат меѓу децата и младите, затоа што многу автори и нивни дела остануваат анонимни, затоа што нема каде да го понудат и представат своето дело. Тој вели дека македонската современа литература не може да очекува читатели ако нив не ги гради додека се деца. Јас поаѓам од една теза дека книжевните списанија се барометар на книжевноста. Ниеден вид или жанр од книжевното творештво, ниту една национална литература може да обстојува без своите списанија. Случајот со современата македонска литература за деца и млади е мощно негативен, мощно непожелен, од причина што можеме само да тегуваме што веќе ги немаме некогашните книжевни списанија за литературата за деца и млади, како што беа Развигор, Другарче. Македонската современа литература не може да очекува читатели ако нив не ги гради од времето на детството, на младоста, и од нив да очекуваме дека ќе имаме и едни добри писатели и чувари на македонскиот книжевен јазик и она што е најбитно, добри и верни читатели на нашата национална книжевност. Во рок од 3 месеци, доколку државните институции не ги внесат податоците на вработените во информатичкиот систем за управување со човечки ресурси, нема да може да ја исплатат платата на вработените. Тоа значи дека при поднесувањето на пресметките за плата ќе се појави грешка во системот на Управата за јавни приходи, поради што не ќе може да ја исплатат платата. Јавната администрација нема да може да земе плата доколку државните институции не ги регистрираат своите вработени во информатичкиот систем за управување со човечки ресурси. Институциите од јавниот сектор имаат рок од 3 месеци да ги внесат податоците за своите вработени. Ова го најави денеска министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Министерот додаде дека доколку институцијата ги нема внесено податоците за вработените при поднесување на пресметките за плата, ќе се појави грешка во системот на Управата за јавни приходи, поради што не ќе може да ја исплатат платата. Од вкупно 1303 институции од јавниот сектор, 259 немаат внесени податоци. Од нив 173 институции немаат побарано согласност од Министерството за информатичко општество и администрација и немаат активна систематизација, а 86 не внеле податоци за вработените иако имаат одобрена систематизација. Целосно ажуриран и пополнет регистар ќе даде јасна слика за моменталната состојба во администрацијата. Бројот на слободни работни места, старосната структура, бројот на лица кои што се пред пензија и многу други податоци. За пополнувањето на слободните работни места исто така ќе може да се најде соодветен кадар што ќе ги исполнува потребните критериуми и ќе може да се превземе од трансфер листата, онака како што пишува и во законот. Министерството за информатичко општество и администрација нема за цел да ги казнува институциите. Но мораме да обезбедиме регистар кој што конечно ќе ги содржи сите информации и ќе исполни улогата за кој што е скапо платен. Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска порача пред да започне примената на новите законски одредби, односно во предстојните 3 месеци, работодавачите од јавниот сектор да извршат целосно пополнување на податоците во регистарот, со што ќе се избегне појава на грешка при вршењето на контролата на податоците од страна на Управата за јавни приходи. Еден од модулите на овој електронски систем е и модулот за пресметка на плати. А согласно законските измени, Управата за јавни приходи добива нова надлежност за контрола на корисниците на овој модул за пресметка на плати преку системот за интегрирана наплата, односно контрола на ажурноста на регистарот на вработените во јавниот сектор преку контрола на месечните пресметки за интегрирана наплата. Проверката ќе се врши автоматски при поднесување на пресметките за плата на јавниот сектор и во случај кога податоците не се усогласени,
Системот за плата на управата за јавни приходи ќе генерира грешка и работодавачот од јавниот сектор ќе треба да изврши ажурирање на податоците во регистарот. Во следниот период, секој вработен ќе има пристап до регистарот и ќе може да провери дали се внесени неговите податоци. Ќе се организираат дополнителни обуки за институциите од јавниот сектор, ќе се побара реакција од Државниот управен инспекторат за раководителите на институциите кои не ги внеле податоците. Понатаму продолжуваме со Министерството за локална самоуправа, кое има за цел да се создадат услови за сите граѓани да имаат пристап до еднакви јавни услуги. Министерот Сухеил Фазлиу информираше дека се уште има огромни разлики меѓу Скопје и внатрешноста, меѓу поголемите урбани центри и руралните подрачја, не само на квалитетот, туку и на обезбедување на основните јавни услуги. Министерството за локална самоуправа во Скопје ја почна јавната дебата за ефектите од имплементацијата на политиките за рамномерен регионален развој. На форумот беше презентирана анализата за ефектите од капиталните инвестиции на развојот на планските региони. Министерот за локална самоуправа Сухеил Фазлиу информираше дека Министерството како носител на клучните сегменти во креирањето и имплементацијата со овој форум го отвора процесот на проценка на ефектите од досегашното спроведување на политиката, со цел јасно да се согледаат слабостите, за да може во наредниот период да се ориентира кон конкретни резултати. Во програмата на владата, рамномерниот развој е приоритет на системска, праведна и транспарентна распределба на средствата. Како што додаде министерот Фазлиу, целта е да се создадат услови сите граѓани да имаат пристап до еднакви јавни услуги. Сите деца треба да учат во пристојни училишта, сите граѓани да имаат пристап до канализациона мрежа и здрава вода за пиење, патната инфраструктура до секое и во секое населено место. Разликата помеѓу градот Скопје и другите региони е голема. Јас мислам дека потполно треба да имат исти стандарди и луѓето кои што живеат во села и луѓето кои што живеат во град. За да се надмине ова ситуација, ние како Министерство за локална самоуправа сме покренеле неколку иницијативи. Една од тие што ова година планираме да промениме и стратегијата за регионален развој 2020-2029, која што веруваме дека ќе помогне многу во подобрување на диспаритетите. Представничката на UNDP во Македонија Луиза Винтон, со чија поддршка се одржува денешниот форум, посочи дека заедничката идеја е да се направи поголема координација со цел да има поголеми капитални инвестиции во самите општини. Нашата целта на нашата програма е да ги дискутираме и надминеме регионалните диспаритети и да воспоставиме еден уравнотежен развој на ниво на општините. Одржливот развој значи надминување на овие диспаритети, а тоа во исто време значи и еднакви можности за сите. Она што го забележуваме овде е од страна на владата голема заложба за надминување на овие диспаритети и воспоставување за еден уравнотежен развој. Меѓутоа тоа е предизвик. Оно што го реков е дека во моментот се троши, е само 1% од средствата што се наменати и доделени во регионалните центри за развој. Меѓутоа, во најдобрата година ние сме потрошиле 0,04% од овие средства за надминување на овие диспаритети. Винтон додаде дека она што го имаат забележано овде од страна на владата е голема заложба за надминување на овие потешкотии и воспоставување на уравнотежен развој. Меѓутоа, тоа е предизвик. Откако се смени локалната власт, голема прашина се крена околу спомениците од проектот Скопје 2014. Во петокот во раните утрински часови беше отстранет споменикот кај Врховен суд на Андон Лазов Јанев Ќосето. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на пресконференција истакна дека овој споменик кој бил нелегално поставен е отстранет и тоа во раните утрински часови со цел да нема застој во сообраќајот и дека повеќе нема да се толерира незаконитоста во проектот Скопје 2014.
Со цел да не се предизвика застој во одвивањето на сообраќајот на една од најфреквентните крстосници кај Врховниот суд, екипи на град Скопје утрово го отстранија бесправно поставениот споменик на Андон Лазов Јанев Ќосето. Од градот информираа дека целиот процес на отстранување на градбата се одвивал околу 2 часа, додека немало многу сообраќај по булеварот, а за отстранувањето биле ангажирани 2 камиона и 1 кран. На денешната пресконференција градоначалникот Петре Шилегов истакна дека во Скопје повеќе нема да се толерира незаконитоста и недозволеното постапување и дека започнува справувањето со проектот Скопје 2014. Денеска градот Скопје го отстрани незаконски поставениот споменик на Ќосето пред судскиот комплекс во градот Скопје. Во градот Скопје нема да се толерира незаконитоста понатаму и недозволеното постапување. Започнува справување со процесот Скопје 2014. Сите самоволни активности, на досега изведени самоволни активности на претходните власти во градот ќе бидат соодветно законски истретирани. На ова место пред судската палата ќе биде засадено дрво посветено на човековите права со изгравирана плочка донирана од збратимениот град Нимберг, на која ќе биде испишан текст од членот 10 од Декларацијата за човекови права на Обединетите нации, во кој стои дека секој има потполно еднакво право на праведно и јавно судење пред независен и непристрасен суд, при одредувањето на неговите права и обврски и во услови на какво и да е кривично обвинение против него. Во врска со отстранувањето на споменикот на Андон Јанев Ќосето од пред Врховниот суд во Скопје, Општина Центар денеска соопшти дека по детално испитување на фактичката состојба, нивните надлежни служби донеле решение дека се работи за девоградба. Градежниот инспекторат кој извршил увид на фактичката состојба на самото место и на постапката за спомен обележјето на Андон Лазов Јанев Ќосето, утврдил дека инвеститорот, односно град Скопје, нема решение за поставување на овој споменик. Отстранувањето на градбата е извршено по донесеното решение за негово отстранување од овластениот градежен инспекторат во Општина Центар. Политичката партија Левица бара од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов да постапи согласно своите надлежности во врска со аферата на директорите на средните училишта Здравко Цветковски и Арсени Јовков за тендерски местенки во лична корист. А од друга страна, градоначалникот Шилегов вели дека работењето на институциите кои се под надлежност на градот се под постојан надзор и доколку се утврдат пропусти, ќе се направи измена во раководниот кадар. Председателот на политичката партија Левица, Здравко Савески, обвинува дека директорките на средните училишта Здравко Цвитковски и Арсени Јовков во Скопје ја искористиле својата положба и функција за лична корист. Савески вели дека еден директор на училиште за кого има докази дека вршел непотистички сделки со цел лична корист или корист на своите блиски, има морална обврска да си поднесе оставка. Доколку тоа не го направи, оној што има надлежност да го разреши во случајот градоначалникот на Скопје е должен така да постапи. Ако така не постапи, тоа ќе значи дека и самиот таквото поведение го дозволува и охрабрува, дециде на Савески. Добиен е доказ каде што директорката на училиштето Арсени Јовков има склучено договор за молеро-фармерски активности во низиното училиште со фирма на сопругот на директорката на Здравко Цветковски. При тоа, тој самиот е вработен како професор во едно друго училиште, а за возврат сопругот на тоа училиште е вработен во сопругата е вработена во Здравко Цветковски. Така што имаме голема испреплетеност на помеѓу директорите на средните училишта во Скопје и огромно прашање што досега прави Шилегов. Од друга страна, градоначалникот Шилегов вели дека работењето на институциите кои се под надлежност на градот се под постојан надзор и доколку се утврдат пропусти, ќе се направи измена во раководниот кадар. Неправилностите при работењето во рамките на институциите со кои што раководи градот Скопје се предмет на перманентна обсервација, како созреваат состојбите и ситуациите, вклучително и во училиштето, соодветните постапки пред надлежните органи ќе бидат иницирани од наша страна, а ние согласно извештаите кои што ќе ги добиеме ќе покренеме соодветни постапки
за евентуална промена на одговорните лица во посоченото училиште. За лошото раководство на скопските училишта, Савески тврди дека ги има собрано сите потребни документи, кои ќе го подкрепат со докази тоа за што обвинува. Како што ви најавив и на самиот почеток, во општина Газибаба разговаравме со Емилија Ѓурчиновска-Матевска и специјалист доктор по семејна медицина Даниела Марковска за репродуктивното здравје. Имено општина Газибаба ја одржа трибината на тема репродуктивно здравје, репродуктивна здравствена заштита. Согласно програмата за еднакви можности на жените и мажите за 2018 година. Општината е родово сензитивна општина со примена за родовиот пристап во изработката и донесувањето на програмите за работа. Целта беше да се зголеми информираноста на граѓаните и да се стимулира нивната посета на матичен лекар, уролози за мажите и гинеколози за жените, во насока на подобрување на нивното репродуктивно здравје. Да го проследиме интервјуто. Во општина Газибаба се одржа трибина за репродуктивното здравје и неговите предизвици под влијание на современиот живот. Денеска разговараме со мојата соговорничка, господјата Емилија Ѓурчиновска-Матевска, раководител на секторот за поддршка на јавни дејности од општина Газибаба. Господја Емилија, благодарам што прифативте да го снимиме овој разговор и да ги информираме подетално граѓаните на општина Газибаба, па и на градот Скопје на оваа тема. Ви благодарам на поканата. Чест ми и задоволство да разговарам со вас за оваа тема. Општина Газибаба минатата недела, како што споменавте, ја одржа трибината за репродукцијско здравје и неговите современи предизвици. Тоа спаѓа во програма за редовна работа на општината, бидејќи општината настојува да се грижи и за неформално образование на граѓаните на општина Газибаба, а за таа цел соработуваме и со невладините организации од нашата територија и пошироко од градот Скопје и ангажираме соодветни стручни лица за нормално трибината да биде на соодветно ниво. Како што кажав, трибината беше во организација на општина Газибаба, невладината организација Тркало на прогресот и господјата Даниела Марковска, која што е доктор по семејна фамилиарна медицина. На трибината присуствува различна категорија на возрастни лица. Беа уфатени адолесценти, исто така и повозрастни лица, како и лица од среден период. Се запознаа со главните карактеристики на репродуктивното здравје, како тоа да се зачува за време на репродуктивниот период, пред и после тоа, како и докторката им објасни за понатамошните постапки и одговараше на различни прашања во врска со нивните интереси. Така, ќе ни кажете што најмногу ги интересираше присутните на трибината и дали сметате вие дека доволно се информирани жителите на општина Газибаба за оваа тема? Да, имаше заинтересираност и затоа ја поттикнавме оваа трибина и јас се надевам дека навистина ќе се зголеми свесноста кај самите жители да се грижат за нивното здравје подеднакво и кај мажите и кај жените. Посебно актуелно станува и грижата, мажите веќе повеќе појавуваат грижа за нивното здравје и беше многу добро објаснето за нивните предизвици со кои се соочуваат, особено во повозрастните години, после 60-тите години. Заинтересираноста беше значително подобрена, бидејќи вакви трибини организираме секоја година. И имаше многу интересни прашања, присутните си поставува практични прашања за нивното здравје, за каде може да се обратат, како да си ги решат своите проблеми. Имаше луѓе што првпат слушнале за некои работи и многу појасно им беше целиот тој систем за да дојдат до соодветен одговор. Така. Господја Емилија, јас ви благодарам што прифативте да разговараме, пак ќе кажам на оваа тема и се надевам дека во иднина ќе биде практика на општина Газибаба за да организира вакви трибини каде што особено најмладите ќе имат можност да се запознаат со своите нејасни прашања. Да, ви благодарам уште и на вас за покажениот интерес и општината прави вакви трибини, не само за репродуктивното здравје, имаме поголема, поширока лепеза за
социјалната здравствена заштита, исто така и за семено насилство и различни видови на трибини. Се останува на граѓаните исто така да покажат и они интерес, како што општината се труди и они да дојдат да покажат интерес за нивното здравје. Така, ви благодарам уште еднаш. На истата тема разговараме и со специјалист доктор Даниела Марковска, доктор по семејна фамилијарна медицина. Доктор Марковска, ви благодарам и вие што прифативте да разговараме на оваа тема. Ви благодарам на поканата. Јас би сакала да се заблагодарам и на вас и на вашата телевизија. Би сакала да ги поздравам гледачите покрај малите екрани. Зошто се одржуваат овие трибини и каква е состојбата во денешно време за репродуктивното здравје и кај мажите и кај жените? Минатата недела на нивото на општина Газибаба беше одржана трибината за репродуктивното здравје кај жените и мажите, современите предизвици, како имавме и еден поднаслов пол, род и родови прашања. Во однос на одржувањето на трибината, ова е спаѓа во склопот на нашата здравствена дејност, односно целта ни е едуцирање на населението, како на нашата општина, така и на поширокото население. Целта ни е граѓаните да се запознаат поблиску со современите предизвици кои што настануваат поради влошувањето, би можела да кажам, односно појавата на стерилитет, се почесто кај младите брачни парови и до појавата на ракот на тестиси и ракот, односно карциномот на простата, кој што се јавува зема поголем замав. Така. Колку кај нас мажите и жените се грижат за своето репродуктивно здравје? Мажите и жените се грижат за своето репродуктивно здравје, меѓутоа би можела да кажам недоволно и не се доволно информирани. Имено за тоа ги направивме тие некои статистики кои што укажуваат дека женскиот пол почесто оди на лекар, повеќе се прегледува, додека мажите пак не одат на лекар толку често, не се консултираат или пак чувствуваат срам или се плашат едноставно од посетите на матичниот лекар, посебно кога станува збор за репродуктивното здравје. Сметаме дека со превенцијата, односно подобро е да спречиме отколку да лечиме, дека можат да се детектираат голем број на болести, кои што посебно ставивме акцент, значи, на ракот на тестиси, кој што се јавува кај млади мажи на возраст од 20 до 45, значи таа ни е некоја, сега е поместена границата репродуктивна возраст, во која што тие би требало да станат родители, да основат свое семејство, и ракот на простата, кој што порано се јавуваше многу подоцна, веќе над 45 годишната возраст, меѓутоа сега дури границата имаме случаи се јавува и на 40 годишна возраст. Веќе ги напаѓа мажите. Сметаме дека со едукацијата, односно со посетата на матичниот лекар и со посетата понатака за мажите на уролог, за жените на гинеколог може да се превенираат голем број на болести кои што може да настанат во репродуктивниот период. Исто така, ова е активност која што ја опфаќа Светската здравствена организација, која што во рамките на репродуктивното здравје, односно во својот акционен план за 2018 година е насочена баш кон репродуктивното здравје. И тука, значи, се подразбира дека репродуктивното здравје представува, значи, потребно е индивидуите да се потполно информирани, кога, како, каде и да имат слобода, како да створат потомство во секој дел од репродуктивниот живот и исто така мајките кои што сакаат да станат, мајките да имат адекватна заштита при бременоста и при целиот тој период на мајчинство. Така, а на кој ниво е информираноста на граѓаните на оваа тема и како може да се грижат за репродуктивното здравје и доколку се појави некој проблем, каде може да се обратат? Видете, информираноста сметам дека не е на доволно високо ниво.
Имаше многу прашања по завршувањето на трибината, значи граѓаните беа задоволни што можеа да научат нешто ново и некои работи им се разјаснија и одлучија, тоа и не беше целта, нели, што е можно побрзо и дури почесто да се посетуваат своите матични лекари, а потоа своите, нели, специјалисти, уролози и гинеколози. Така. А колку стресот и стресниот начин на живот кој што го имаме во последно време може да влијае на репродуктивното здравје? Тоа е многу голем проблем кој што се јавува, значи, во денешно време. Не само стресот, значи стресниот начин на живот, употребата на мобилни телефони, употребата на анаболни стероиди кај мажите, значи ние исто така имаме состојби на други заболувања кои што се јавуваат во склоп на овие веќе нарушувања, алкохолизам, злоупотреба со цигари, нели, пушење, дрога, наркоманија, промискуитет, едноставно несоодветно сексуално однесување, како и голем број на други пропратни болести, значи дебелината, ќе ја назначам како фактор број 1. Потоа појавата на диабетес, појавата на висок притисок, на хипертензијата, се ова условува кон намалување на репродуктивната способност на мажот и други болести, како што го спомнавме, нели, ракот на тестиси, појавата на карциномот на тестиси и карциномот на простата, значи се ова условува кон некој проблем кој што понатака треба да се третира. Така. Доктор Даниела, јас ви благодарам за денешниот разговор. Се надевам дека и понатаму ќе ги информирате граѓаните за оваа состојба, на оваа тема и ќе ги подучувате како треба да се грижат за своето здравје. Ви благодарам. За крај да кажеме дека овој разговор го снимивме со цел да ја зголемиме информираноста и да ја стимулираме посетата кај матичен лекар во насока на подобрување на здравјето кај сите нас. Ви благодарам што бевте со нас и ви посакувам пријатна вечер со програмата на МТМ Прва Скопска телевизија. Довидување!